Еве едно девојче, да него да го прашам. Девојче, да не знаеш каде Даме Груев 5? Знаю бе, знаю, како не знаю. Тинтири Минтири било таму, знаеш кај е тоа? Па даде таму, каде што иде јуди да глумив, ми ги гледам свако неделю на телевизор. Како? Ние те прашуваме за Даме Груев број 5. Па даде, ми don't понимаю руски. Каква бе Русија? Леле бе Клара, по чешка е девојчето, така? Каква бе Чешка? Кој се Чешка овдека? Значи ти од Полска си, па здраво, јас сум Искра. Абе, не ми се замалтујте имена овдека, ке ти кажу ја на тебе Искре. Кој пали овдека нешто? Ама не, ние сме многу миролюбив народ, не сакаме да се тепаме ние. Па јас сакам ли? Ја неќу да се тепам овдека. Јас сам сакам да ви помогну на вас. Па, замлатуеш? Какво те пање бе, девојче? Чеки, некој недоразбирање има тука. Ние, тројцата, сме од Македонија. Ти од каде си? Па јас сам од Македонија, од Куманово. А ти од Куманово знаеш кај е Тинтири Минтири? Па знаю. Па ти иде тамо по како путче, има едно црно авто с избушено гума, внутре има некој гума за плување, не знам, тамо нешто како за море. И видите тамо и после ќе да најдете Тинтири Минтири. Она од Куманово, ние од Скопје не знаеме кај. Ти благодарам многу. Ништо, изволите и друг пут. Чао. Ај, чао. Драги гледачи, денеска ќе имате можност да гледате дебата помеѓу Калин и Искра. Калин ќе дебатира како е подобро да се оди во онлайн школа, а Искра ќе дебатира како е подобро да се оди во школа со физичко присуство. Има 90 секунди. Внимавајте, вие ќе го одберете победникот. Значи вака, подобро е да бидеш со физичко присуство во училиште, затоа што нема да можеш да препишуваш. И ако не препишуваш, ќе станеш подобар човек, ќе можеш полесно работа да си земеш, повеќе ќе учиш, полесно ќе ја земеш работата затоа што ќе знаеш. Онлайн е подобро за твоето здравје. Кога на пример можеш да спиеш не дупло, ама можеш да спиеш повеќе бидејќи одма се приклучуваш. Исто така, часовите се 30 минути, што е подобро, имаш повеќе ден понатаму од тебе. Да, можеби ќе спиеш повеќе, ама затоа нема да научиш. Плюс, што е битно спиењето? Спиењето можеш вечерта порано да си легнеш и пак ќе можеш да спиеш колку што спиеш. Ако не кеш порано или ако не ти е доволно и порано да се легнеш, никој не ќе рано да станува. Плюс, извини, ама каква врска има кога ако стануваш рано за на училиште во, не знам, во 7:30 и од 8 си на часови. Пак ти ќе станеш во 7:30. На некој им е далеку и може да треба у 6 да станат. Добро де, ама ти треба да се облечеш, па пак да си уклучиш и лаптопот. Плюс, онлайн не можеш да се облечеш, само облечи блузон, не се гледаш. Да,
Ама види, и за лаптоп ако вклучиш, на некој лаптопот стар и треба подолго време за да се вклучиш. Вака е подобро Може за да тоа што налет- ќе отидеш во училиште, еве за 15 до 30 Па у минути. училиште можеш да немаш тетрадка, тука можеш се да се напишеш во Word документ. Да, ама повеќе гледаш во лаптопот и тоа ти го згрозува видот. Ќе Па треба затоа да почнеш часовите- наочари да носиш. За часовите се 30 минути што е уште поубаво. Порано завршуваш. Кој сака толку долго да е у школа? Драги гледачи, заврши дебатата помеѓу Калин и Искра. Сега вие можете да го одберете победникот на нашите Инстаграм и Фейсбук профили. Побрзете со гласање. Мила, дадо, мила, ела вам дай ми сила. Гладен сум, ми се јаде, благо да ми дадеш. Не ми викај да сум зрце, сакам само хамбургерце. Ете си го пара, само ќе видиш ти на мама. Слушај ме, драг бато, ако сакаш кажи ме на тато. Да ти кажам јас право, ништо тоа не е здраво. Мама ми рече, сонце мое злато, внимавај на себе, внимавај на бато. Мама ми рече, сите лета зими, да ви бидат фини, јадете витамини. Мила, дадо, мила, ела вам дай ми сила. Гладен сум, ми се јаде, благо да ми дадеш. Не ми викај да сум зрце, сакам само хамбургерце. Ете си го пара, само ќе видиш ти на мама. Слушај ме, драг бато, ако сакаш кажи ме на тато. Да ти кажам јас право, ништо тоа не е здраво. Мама ми рече, деца мои милни, јадете спањак за да бидете силни. Мама ми рече, да сме умни глави, секој ке е умен, со спорт што се бави. Мама ми рече, мама ми рече, мама ми рече, воу, воу, воу. Мама ми рече, мама ми рече, мама ми рече, воу, воу, воу. Воу, воу. Воу, воу. Воу, воу. Дали сте Јас прва ќе кажам. Абе јас треба прва да кажам. Не, јас треба. Ајде ке ме правам, Мила. Дали сте знаеле дека најскапиот мед се продава во Турција и 1 килограм чини дури $10,000? Сигурно е вкусен, баш би сакала да го пробам. 3, 2, 1. Кучето мочи има најдолг јазик на светот, дури 19 сантиметри. Здраво дечки, еве јас почнувам да варам печурки. Дали сте знаеле дека најскапата печурка што може да се јаде чини $3,000 за 1 килограм и расте само во Италија? Еј, дење, а се слуша звук на був. Дали сте знаеле дека најмалиот був живее во Мексико и е само голем 12 см и тежи само 50 грама.
Погледнете го овој човек. Тој успел да стави 16 шапки за 10 секунди. Здраво. Што правите? Ништо, ја седиме. Сакате да одиме во парк? Може, ама јас сум жедна. Е добре да ќе до продавница. Може, ајде. Добар ден, деца, како сте? Убаво сонцева, а? Се малце фати опи и вие надвор. Така треба, нормално. Што треба нешто? Една шиша вода. Шише вода? Да. Од тие маличките? Па да. Ајде, и не брендирано ќе ви најдам ако случајно снимате скеч, еве вовако. Голо, ете така да не се ки. Деца, абе, кај отидоа? Деца? Абе, деца? Еј, абе, кусур бе. Ту, ја денешнава младина бе. Чак и врвката ми се одврзала. Што? Ми ги нема парите, не сум го земала кусурот. Како ти ги нема? Не знам. Ги нема. Мислам дека не ти врати кусот. Па може би ти ги украл, не ти го ни вратил кусурот, си го земал за него. Да, ја не видав дека ти враќа пари, никак си. Ајде, да одиме. Да се вратиме. Сега ќе видите. О, деца, здраво, добар ден, како сте? Се вративте? Значи, вие сте многу лош човек, вратете ми ги парите. Вие сте крадец. Да ги вратите парите Да. на другарка ни. Од децата не крадете вие. Значи, срам да вие ќе ве пријавам во полиција. А вие имате деца? Како ќе ве биде ако на вашите деца ви украдат пари? Вашата продавница ќе ја пријавиме на инспекција. Боле кумерц, запомтен. Воред, знаеме сега име. Ама деца, чекајте бе деца, бе, не може човек од вас до збор да дојде бе. Златни бе, мили деца мои. Абе како можете така да помислите, па зарем мислите дека јас ќе земам, ќе крадам бе. Па еве ти го кусурот бе, девојче цело време тука стоеше, ве викав по вас, викав, вие трчавте, еве повели тука, сите ти си и ситните и крупните, еве го и крупното кусур, цело време викав по вас, викај, деца, не доаѓате. Па зарем мислите дека мене ми дошло од вас да крадам бе душо, од тебе ли да крадам, од вас ли да крадам? Таман работа, па ја дома имам 4 дечиња, како вас еве, ко своите деца да си ги гледам. Па ја штедам, знаете, зар мене ми е да овде во боле комерц да работам, ја не сум газда, јас сум продавач. А што ако сум доктор на науки? Знае некој дека сум доктор на науки, дека имам 7 книги напишано. И јас сега од вас, од тебе да крадам, Бог да ја чува и да брани, не доаѓа у предвид. Таман работа бе деца бе. Јас може би се чини вака така, ама немојте така прерано да пресудувате. Замислете сега вашите родители, значи да некој така ги обвини. Па за овие пари ли? За кусурот ли? Кажете ли? Така ли? 4 деца златни, еве, сега овој месец, например, тројцата ми побараа патики. И сега, што да правам ја? Еве, дечиња, еве да ги парите. Немојте друг пат така, ве молам. Ве молам. Се извинуваме. Добро, така. Добро. Еве ви ги парите, не треба кусур. Пријатно. Не, ама деца, не. Абе, деца. Абе, деца. Абе, не се овие мои кусур, се овие. Поука на скежат и запамтете ја. Не обвинувајте некого додека него ја сослушаете.
Внимание, внимание! Внимание, внимание! Имаме пролетни новости за вас. Против досада најдовме спас. Тинтри Минтри отвара нова почетна група за деца од 9 до 12 години. Времето е убаво. Надвор ќе си снимаме, пред камера се смееме и нови деца примаме. Сега е вистинското време да се јавите и кај нас да се појавите. Телефонот нон-стоп ни звони. За глумење сме шампиони. Уписите се во тек. Повеќе информации На нашиот Facebook и Instagram профил. ве чекаме. Тинтри Минтри шоу! Тинтри Минтри шоу! Внимание, внимание! Ова не е сообщение лажно, тука е вистинско и многу важно. Тинтри Минтри организира аудиција За деца кои сакаат да пеат. Знаеш да пееш? Пријави се. Знаеш да играш? Пријави се. Да, ти, токму ти можеш да се пријавиш. Треба да испеете една песна и нотната скала и да не ги пратите. Ве чекаме на Инстаграм или Фейсбук. Веднаш, побрзајте! Тинтири Минтри, тинтири Минтри, тинтири Минтри, тинтири Минтри. I know you, I walked with you once upon a dream. Епа јас не знам да пеам. Ги заборави репликите. Давидче,
Дали се знаеле дека најскапиот мед се продава во Турција и само 1 килограм чини $10,000. 10,000 евра. Како тоа ти ги украл? А, Срамо. пратете ги. Значи од деца крадете. Па од кого да крадеме ако не од деца? Вашата Вашата фирма ќе фирма? Па знаеш ли колку пати вика по вас се дере да ми абе што се те така ле, што се?